почитувани присутни, еве ја користам приликата на почетокот сите вас најискрено ве поздравувам и од председателот на Каритас во Македонија, неговото високопреосвештенство монсенјор доктор Киро Стојанов. Македонски Каритас посакува свет во кој сите луѓе се едно семејство во еден заеднички дом, исполнет со мир, љубов, солидарност, социјална еднаквост и грижа кон ближниот. Мисијата на Каритас е да промовира интегрален развој на човекот и грижа за секого, да се застапува за сиромашните, исклучените и заборавените, повикувајќи на солидарност во остварувањето социјална правда за сите. За да се реализира тоа, Македонски Каритас проведува и имплементира низа проекти и активности, секогаш имајќи ги во фокусот оние кои што се во потреба. Каритас како хуманитарна организација во иднина ќе биде посветена на поддршка и развој на локалните заедници во југоисточниот регион на Македонија и сака да се ангажира и работи за подобрување на пристапот до вода, управувањето на санитарните услови и зајакнување отпорноста кон климатските промени. Преку партнерство со општините и вклучување на локалното население ќе придонесува кон одржлив развој, поголема солидарност и подобар квалитет на животот. За да се ангажира на тоа поле, Каритас направи така што го повика на помош Словенски Каритас, наша сестринска организација, која работи многу успешно и помага покрај во Словенија, на Балканот, во областите и подрачја зафатени со војна во светот, и на посебен начин Словенски Каритас е присутен во сиромашни краеви во Африка. Минатата година, кога работевме на создавање проект, на површина излегува многу прашања и тешкоти од типот зошто југоистокот на Македонија, како ќе помогнеме во овој наоко богат крај, регион, а со таква слаба патна поврзаност. Имаше прашања од типот вреди ли да се залагаме во југоистокот и да го промовираме овој регион, нели е полесно да одиме на делот наречен Западна Македонија, каде што сите помагаат и апелираат за помош. Првите реакции беа југоисточна Македонија се иселува и е слабо населена. Став на Каритас беше и е да патната поврзаност меѓу општините во југоисточна Македонија, односно Струмичкиот и Гевгелискиот крај, регион е на незавидно ниво. Но дали е слабо населен овој дел на Македонија? Не се согласивме со тие забелешки, затоа што овој регион според пописот во 2021 година има приближно 167.000 жители. Значи Радовиш, Конче, Василево, Струмица, Босилово, Ново село вкупно имат 123.000 жители. Заедно со Гевгелија, Богданци, Дојран, Валандово, кои што посебно имат 44.000, правиме регион од 167.000 жители. И ако до тоа ги предодадеме уште општините од источниот дел на Македонија, со плюс 60 над 63.000 жители, кои што исто така го користат бавниот и лош пат наречен Валандовско брдо, а тука се Берово, Пехчево, Кочани, Македонска Каменица и Делчево. Овој регион без Штип и општините кои гравитираат кон Штипскиот регион вкупно има преку 230.000 жители.
население кое достигнува 15% од македонската популација. Затоа сметавме дека е доволна причина да се вклучиме во барањето на добронамерници, како што е владата на Пријателска Република Словенија, чиј представник амбасадорот Грегор Пресквер е тука и го поздравувам на посебен начин, изразувајќи благодарноста за подготвеноста да се вклучат во делувањето за подобро утре на општините од југоистокот на Македонија. Воедно, сакам да изразам големо задоволство, да ги поздравам сите присутни градоначалници, а преко присутните представници и на оние градоначалници кои што беа спречени денеска да бидат тука, зашто во изминатите над 4 месеци на интензивно воспоставување на контакт со сите 7 градоначалници, се уверив дека регионот има избрано прекрасни личности кои не само што сакаат да ги унапредат своите општини, туку имаат и визија како тоа да го прават во својот мандат. Некои од нив се нови на таа функција со големи амбиции и со многу разбирливи амбиции, а реизбраните се доказ дека населението е со нив во нивната замисла за подобри општини. Ке напоменам дека како македонски Каритас ке сториме се овој проект да биде од голема корист на целиот регион. Убеден сум дека тоа можеме да го направиме, зашто верувам во тимот кој што тоа ќе го прави, начело со господинот Томислав Микулец, кој што е координатор на проектот, тука се и сите други вклучени од тимот на Македонски Каритас кои тоа ќе го спроведуваат. За тоа ќе ни биде потребна соработка со општинските власти. На полето на подобрување и за подобрување во сваќањето и значењето на каналите, на одводите, зелените површини и една многу болна точка подигање на свеста за отпадот кој станува проблем број 1 во Македонија. За сето тоа ќе бидеме мост меѓу општините во Словенија и Македонија на размена на искуства и знаење, а за тоа да биде поефикасно, потребна е помош и поддршка од амбасадата на Словенија и поголема меѓусебна соработка на сите општини во југоисточниот дел на Македонија. Овој проект е амбициозен и тоа го знам, но реално остварлив, особено затоа што темите вода, санација и климатска отпорност се заеднички проблем за сите општини во регионот. Каритас нема да настапи само како имплементатор, туку како посредник, обединувач и доверлив партнер на сите општини. Водата и климатските предизвици не познаваат административни граници, затоа и решенијата мора да бидат заеднички. Преку овој проект градиме регионална солидарност во која ќе сакаме да ги вклучиме жените, носители на промените, а општините партнери во одржливиот развој. Ви благодарам. Благодарам на Цензорот за обраќањето. Сега ни представува чест да го покарам да се обрати амбасадорот на Република Словенија во Македонија, неговата екселенција Грегор Пресквер. Благодарам, добар ден на сите. Јас ќе се обратам на македонски малку колку знам. Сигурно ќе правам грешки, но нешто е написано така да ми биде полесно. Почитувани градоначалници и представници на општините, почитуван директор на Македонски Каритас, господин Стојанов, почитувани медиуми, дами и господа, на мене навистина пресува голема чест и задоволство дека можам да бидем тука со вас денеска во Струмица. Не, прв пат што сум тука, али е баш убав повод и убав настан со официјален почеток на, како се беше кажано, проектот вклучување на жените во подобрување на услугите за достапност до чиста вода и санација и зајакнување на отпорноста на климатските промени во Северна Македонија,
како и подпишувањето на меморандумот за соработка и разбирање. Многу ми е драго дека тука сме се уште по повод на Светскиот ден на водите кој беше обележен во недела, така да сме тука да обележуваме значаен вид на што е значено за нашите животи, вода и грижење за вода и здрава средина. Овој настан означува почеток на конкретни чекори кон подобрување на пристапот до безбедна вода, санитарни услуги и одржлив локален развој во 7 општини, беше кажано во југоисточниот дел на земјата. Словенија веќе долги години посветува особено внимание на развојната соработка со земјите од Западен Балкан и со вашата земја, која е една од приоритетните партнерски земји во овој контекст. Ова партнерство се темели на заеднички вредности, меѓусобна доверба и јасна посветеност кон подобрување на квалитетот на животот на луѓето. Проектот што денес го започнуваме не е само инфраструктурен, станува збор за сеопфатен пристап кој покрај надградба на водоводните и канализацијските системи вклучува и заакнување на институционалните и техничките капацитети, потикнување на меѓуопштинската соработка и вклучувањето на жените во процесите на донесување одлуки, како и поддршка на локални зелени инициативи. Токму ваквите проекти создава долгорочни и одржливи резултати. Особено бе сакал да истакнем дека ова не е изолиран пример на соработка. Сличен, но сепак различен проект веќе се спроведува во селото Љубин во Скопскиот регион од страна на невладина организација Легис од Скопје, со планови за проширување и во други делови на државата, но и преку други развојни инициативи. Баш вчера имавме исто започнување на овој проект во Љубин со организација Легис. Ова јасно покажува дека добрите практики се шират и надградуваат, што е клучно за одржлив развој. Оно што би сакал да кажам, Словенија навистина посветува многу внимание на вода и проблеми кои имаме со вода во денешниот свет, пошто вода не е само природен бир, е темел на живот, на здравие, на развој, на стабилност. И во времена на овие нагли временски климатски промени, на зголемување на жителство и на нееднакво мерно управување со водните вири, тие предизвикуваат се поголеми предизвици и вода станала и прашање за мир и стабилноста во земја, на светот и скоро во сите земји на светот. Затоа на нас не беше битно во Словенија да сме во устав запишали дека секој граѓанин во Словенија има право на доступна питка вода. И ние како Словенија, ево и нашата дипломатија развиваме тако именована водна дипломатија, значи да покажеме на другите дека вода е навистина еден од битните ресурси за нашите животи, треба да се грижиме за неа, треба да се грижиме за околина, за чиста околина и да вода биде доступна на сите. Денешното подпишување на меморандумот во присуство на градоначелниците и представниците од сите 7 општини представува важен чекор кон заедничко делување. Токму локалните заедници најдобро ги познаваат потребите на своите граѓани и затоа нивната улога е незаменлива, како што беше кажано. Во ова прилика би сакал искрено да му се заблагодарам на изведувачот на проектот, Македонски Каритас, за нивната посветеност и професионална работа, како и на словенечкиот Каритас и на нашето Министерство за надворешни европски работи за поддршка тај подоверба. Ваквите партнерства покажуваат дека и со здружени сили можеме да постигнеме конкретни и видливи резултати. Убеден сум дека овој проект ќе придонесе кон почиста животна средина, подобро здравје и поголема благосостојба на жителите на сите вклучени општини. Воедно ќе придонесе на дополнително заакнување на пријателски односи меѓу нашите две земји. Благодарам. Добар ден на сите, голема ми е чест што се собравме денеска тука и што имавме можност да ги слушнеме директорот на Македонски Каритас, исто така и амбасадорот на Република Словенија во Македонија за овој проект. Јас повеќе ќе се задржам на техничките аспекти, затоа што
голем дел од целите и активностите кои што ќе се спроведуваат беа спомнати од самиот директор и од самиот амбасадор. Накратко, главна цел на проектот е да обезбеди подобрување на пристапот до одржливи и климатски отпорни услови за вода и санитација за 50.000 жители во руралните области на 7 општини во југоисточна Македонија. Преку меѓуопштинска соработка, развој на инфраструктура и инклузивно учество на жените и ранливите групи на граѓани. Веќе кажавме, овој проект го имплементира Македонски Каритас, меѓутоа секако во соработка со општините и локалната самоуправа. Во проектот ќе бидат опфатени активности кои што можеме да ги поделиме во 3 групи. Прва група е зајакнување на техничките и институционалните капацитети на општините, со зајакнување на управувањето со водата и санитацијата, која што треба да биде отпорна на климатските промени. А тоа ќе го направиме преку обука на општинскиот персонал, конференција за размена на знаење и добри практики со Република Словенија, меѓуопштински повик за заеднички проекти, набавка на алати и машини за одржување на водоводни канали и студиска посета во Република Словенија. Втора точка е надградени канализацијски системи и рехабилитирани водотеци со користење на природни и климатски отпорни решенија во целните општини, и тоа преку проектирање и изградба на одржлив канализацијски систем во село Радово, преку имплементација на заеднички акции за чистење на водни канали и водотеци во кои што ќе учествуваат 3 или повеќе општини, и општински кампањи за подигнување на свеста за одржливо и климатски отпорно управување со водата и санитацијата. Како трета точка е зајакнатата улога на жените во зеленото управување со водата и санитацијата, и тоа преку зајакнување на капацитетите на жените во областа на водата, санитација и климатските активности. Ќе се спроведе и повик за жени за добивање на микрогрантови за започнување на зелени активности и менторство на овие жени кои што ќе аплицираат за грантовите, за активно вклучување во процесите на планирање на проекти и донесување на одлуки кои што ќе влијат на општинско ниво. Како последна цртка е посета на новинари од Словенија, каде што ќе биде јавно извршена промоцијата на проектот и во Република Словенија. Толку е за целите на проектот. Може би не беше спомнето дека време траењето на проектот е околу 3 години, помалку 33 месеци, во кои што ќе се обидеме да ги реализираме сите овие наброени активности. Еве, како што кажа и амбасадорот и господинот директор, ја би се повикнал на тоа дека Македонски Каритас е секогаш во служба на потребните, и тука секако гледаме можност како да бидеме како еден мост каде што искуството на Република Словенија, која што инаку европски лидер во, да кажеме, во менаџирањето со водите и отпадот, и сито нивно искуство може да го пренесеме и да го адаптираме на нашите потреби и услови на нашата земја. Ви благодарам.